Низа имиња се разгледуваат за да бидат дополнети на американската црна листа. Амбасадорката на САД денеска потврди дека е за очекување дека нови список на лица вклучени во коруптивни активности ќе има и новодојденци. Кога? Анџела Агелер не прецизираше. The list is one that is very dynamic. Листата на САД е многу динамична, постојано се дискутира за имиња и тие се разгледуваат. Немам временска рамка бидејќи тоа е одлука на Вашингтон, но ве уверувам дека додека зборуваме, има низа имиња кои се земени предвид и секогаш сме отворени кон додавање нови лица на листата. Оваа изјава за црната листа, која последен пат со македонски државјани беше дополнета во март годинава, беше одговор на новинарско прашање по конференцијата за борба против корупцијата во Западен Балкан, прва од ваков регионален формат што денеска се одржуваше во Скопје, во организација на Американската амбасада и Бирото за меѓународни наркотици и спроведување на законот. Повиците од САД, стратешкиот партнер на земјава, се дека борбата против корупцијата мора да се интензивира и дека американската администрација продолжува со поддршката. Борбата против корупција е нешто за што сите во оваа земја, во Северна Македонија, но и во регионот, се многу загрижени. Владата, која пред 5 месеци ја презеде должноста, најавува мерки против корупцијата, која, како што изјави вице-премиерот за добро владење, го еродира општеството и ги труе институциите. Како држава се соочуваме со голем предизвик. Корупцијата има навлезено во секоја пора на општеството. Таа му се заканува на владењето на правото, го дестабилизира социјалното милје и влијае врз демократските вредности. Не можеме ова да дозволиме да продолжи. Затоа владата на Северна Македонија заедно со меѓународните партнери е посветена да создаде робусни механизми за спречување корупција и барање отчетност од коруптивните лица. Борбата против корупцијата е врвен приоритет. Владата веќе почна со преземање мерки за остварување на оваа цел. Фетај посочи конкретни мерки на новата влада како системски реформи, градење транспарентни институции, нула толеранција за прекршителите, конфискација на незаконски стекнатиот имот, дополнување на кривичниот законник за негово усогласување со европските стандарди, завршувајќи со пораката дека никој не е над законот. И претходните влади најавуваа таков пристап, но во последниот извештај на Европската комисија се нотира дека земјава не направила напредок во справувањето со корупцијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.